Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал УСУ. Градоначалникот Илиев одржа работен состанок со директорите на образовните институции во општината. Се разговараше за теми поврзани со финансиското работење и реализирањето на поотделни проекти. Со цел да се разменат информации за финансиската состојба, за потребите за реализација на проекти и за тековните и престојни наставни и воннаставни активности во основните и средните училишта во Кочани, градоначалникот Николчо Илиев одржа работен состанок со директорите. На седбата беше истакната потреба од концизно дефинирање и подготовка на документација за проекти чија реализација е со приоритет. Во најголем дел од училиштата потребна е санација на санитарните јазди. Состојбата е најкритична во основното училиште Крстен Мисирков и во средното општинско училиште Љупчо Сантов, но не е за потценување и потребата во другите училишни објекти. Поголеми градежни зафати во смисла на промена на кровната конструкција беа истакнати кај училиштата Гошо Викентиев, Никола Карев и Ристо Јуруков. Кај системите за загревање пак треба да се интервенира во Раде Кратовче и во Никола Карев. Според градоначалникот Илиев, престојниот период треба да биде проектно подготвителен, за да може секаде каде што дозволуваат условите и финансиските средства да се работи во текот на летниот распуст. На состанокот во општината беа дефинирани и датумите за организирање на неколку манифестации и настани што се поврзани со ученички активности. Априлијадата во која се вклучени учениците од прво до петто одделение ќе се одржи на 30 март на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри, а пролетниот крос в сабота на 14 април. Во врска со предлогот за избор на најдобар учител, што беше изнесен во јавноста на седницата на Советот на општина Кочани, секој од училиштата во наредниот период има задача да достави предлог критериуми како појдовна основа за овој избор. Општина Виница планира да вложи околу 60.000 евра за набавка и поставување бекатон плочки на тротоари и улици во градот и во неколку селски населби. Во моментот тече рокот за избор на изведувач на градежните работи, а испораката е во период од околу половина година. Локалната самоуправа на Виница во текот на оваа година ќе преземе активности за изведба на подготвителни земјени работи и набавка и поставување на бекатон плочки на улици и тротоари во населените места во општината. Веќе е објавена тендерската постапка за избор на изведувач кој треба да ги реализира предвидените задачи за ископ, насипување тампон и поставување на плочките на јавните површини. Вкупната сума за завршување на работите е планирана на над 3.600.000 денари, средства што се обезбедени од општинскиот буџет. Според техничката спецификација во документацијата на јавниот повик ќе се работи на машински ископ на земја и поплочување на тротоарите на улиците Борис Кидрич, Крушевска република, Даме Груев, Пиринска и Линденска, Плачковички одред и во Ромското мало во Виница, како и во населените места Истибања, Градец, Блатец, Лески, Крушево, Лаки, Липец, Драгобаштре и Црнкамен. Исто така се планира да се постават парковски рабници и да се поплочи пешачката патека покрај регионалниот пат Виница-Берово на потегот од улицата Александар Македонски до Крушевска република. Вкупната површина на која ќе се постават плочките е 5200 метри квадратни, од кои 2000 се во селските населби. Рокот за пријавување на заинтересираните понудувачи на јавниот повик е до 4 април, а избраниот давател на услугата е должен да ги заврши договорените работи во рок од 7 месеци. Доколку целата постапка помине без проблеми, се очекува градежните работи за поплочување на јавните површини во Виница и во 9 села да се комплетираат до крајот на октомври. Општина Кочани се вклучува во проектот Ромактет, што во Македонија се спроведува со подршка од Советот на Европа. Целта е да и се помогне на ромската заедница во локалните средини, а приоритет во Кочани ќе биде решавање на статусот на лицата кои живеат во старата касарна. Локалната самоуправа на Кочани ќе биде дел од општините во Македонија во кои ќе се спроведува проектот Ромактет, а за кои подршка даваат Советот на Европа и Европската Унија. Во понеделникот во Скопје градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев го потпишал меморандумот за разбирање од проектот за промоција на добро владење и за јакнување на ромите на локално ниво, како што гласи официјалниот назив на овој проект.
На средбата присуствувале и министри од владата на Република Македонија, како и амбасадори и представници на Советот на Европа. Во обрекањето пред присутните Илиев истакнал дека општина Кочани континуирано настојува да ја зголемува опфатеноста на ромите во образовниот процес, да ја подобрува инфраструктурата во ромското мало, како и да ја унапредува социјалната заштита според општинските надлежности. Било нагласено дека еден од главните приоритети во тој поглед за општина Кочани ќе биде решавањето на домувањето на ромските семејства во старата касарна. Во разговорите со централната власт, особено со министерот без ресор Аксел Ахмедовски, како и со министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, било ветено дека за лицата од старата касарна ќе се изградат соодветни бараки, а постојниот објект ќе биде испразнет. Според градоначалникот, проектот за промоција на доброто владење и зајакнување на ромите на локално ниво ќе биде можност за континуирано унапредување на соработката меѓу сите општествени чинители и на механизмите за редовна комуникација, како основи во пристапот кон секое прашање што ја засега ромската заедница. Самохраните родители кои имаат ниски примања повеќе нема да плаќаат за градинка. Со ваква информација излезе денеска Министерството за труд и социјална политика. Министерството за труд и социјална политика информира дека од денеска 20 март сите самохрани родители кои имаат плата и месечни приходи во износ до минималната плата утврдена со закон ќе бидат ослободени од плаќање на партиципацијата за сместување на дете во детска градинка. Согласно со заложбите за поддршка на самохраните родители содржани во програмата за работа на владата на Република Македонија, министерката Мила Царовска го измени правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување, воспитување, одмор и рекреација на деца во јавните установи за деца. Во членот 3 од правилникот е предвидено дека правото на партиципација во јавна установа за деца, детска градинка, се остварува за дете од семејство на самохран родител, ако еден од родителите е починат или не е познат, или му е одземено родителското право, или ако од други причини едниот родител е спречен да го врши родителското право, со плата и други месечни приходи во износ до минималната плата утврдена со закон. Од Министерството за труд и социјална политика ги известуваат јавните установи за деца, детските градинки и сите самохрани родители кои ги исполнуваат законските услови за остварување на правото на партиципација да донесат барање со потребната документација наведена во правилникот до јавната установа за деца во која детето престојува, односно е згрижено за остварување на правото на партиципација. Правилникот е објавен во Службен весник на 20 март 2018 и на веб страницата на Министерството за труд и социјална политика. И по трет пат специјална награда за тимот ученици од Основното училиште Никола Карев на меѓународен поетски фестивал Замокот на Дуино во Италија. Станува збор за манифестација од светски карактер, а од Македонија учествуваа само 2 училишта, меѓу кои и Кочанското. Учениците задоволни се вратија од Трст, Република Италија, каде лично им беше врачена наградата. На 14-тиот поред меѓународен поетски фестивал Замокот на Дуино, што се одржа во Трст, Република Италија, учениците од Основното училиште Никола Карев од Кочани повторно се вратија со награда. Станува збор за светска манифестација на која што учествуваат училишта и поединци од целиот свет. Од Македонија учествуваа само 2 училишта, едно од Гевгелија и Основното училиште Никола Карев од Кочани. Овој успех е за одбележување, дополнително што учениците престојуваа таму и беа гости на манифестацијата во дворецот на Дуино во Трст, Република Италија, кога и лично им беше врачено признанието. Ми представува особена чест и задоволство, поради тоа што бевме дел од огромниот спектакл, меѓународен спектакл, значи интернационален фестивал на поезија и творештво, Замокот од Дуино, кој што се одржа во Трст, во Република Италија. Значи, учениците, 6 групи ученици од нашето училиште, конкретно 6 ученици од 8 оделение, учествуваа, се представија со училишен проект. И проектот беше на тема, оваа година се одлучивме да пишуваме на темата Волшебноста на домот, The Magic of the Home. И при тоа, значи, се изготви една збирка песни, една мала книга збирка песни,
секој ученик напише своја песна индивидуална, која што беше напишена на македонски, а потоа и преведена на англиски јазик. Децата се представија со своите песнички творбички, се представија и ги презентираа на големиот спектакл кој што се одржа во Трст во Република Италија. И при тоа добивме признание, пехар, и еве може децата сами да кажат како се пријатно бевме, значи пречекани. Ако се знае ако се знае фактот дека значи бевме рамо до рамо со најврвните поетски имиња од светот, од светски рамки, значи имаше земји учесници од Кипар, од Аргентина, од Мексико, од Бразил имаше неколку училишта и значи навистина еден прекрасен спектакл. Учениците задоволни од учеството и од специјалната награда и радосни што имаа можност да отидат во Италија за лично да си ја подигнат наградата. Ова признание за нив представува поттик да пишуваат и творат и понатаму и да создаваат дела за паметење. Јас сум Јована Андова во училиштето Никола Карев и ние сме среќни што отидовме во Италија и бевме многу добро пречекани и ова е голем успех за нас, бидејќи ние сме меѓу двете школи во Македонија кои учествуваат на фестивал. Ние се представивме со песна на тема Мојот дом. Виолета Грчева од Основното училиште Никола Карев. Ние сите ученици пишувавме на песничка на тема дом. Како например моја инспирација беше топлото семејство, што со наслов Љубовта во домот. Јас ученик во училиштето Никола Карев се представив со песната Благословената куќа и навистина стигнавме добро искуство таму и ќе сакам да учествуваме уште многу такви надпревари. Јас сум Мартина Пулковска, ученик во Основното училиште Никола Карев и на овој фестивал јас се представив со песната Топлината на мојот дом на тема дом. Ова беше големо искуство за нас и голема мотивација и се надевам дека ќе учествуваме уште на многу такви конкурси и надпревари. Јас сум Ана Јорданова, ученик во Основното училиште Никола Карев Кочани. Исто така учествував во надпреварот кој се одржи во Италија во Трст. И сакам да кажам дека покрај успехот кој го постигнавме, ние исто така и другарувавме со многу деца од различни држави. Мојата песна се викаше Магијата во нашиот дом. Јас сум Андре Басовски од Основното училиште Никола Карев Кочани. Освен што добивме вредни награди, стекнавме многу искуства, доверувавме. Насловот на мојата песна беше Топло огниште. Учениците се представија со изработка на своја поетска книга, составена од песни на македонски и истите преведени на англиски јазик. Патувањето на учениците и менторот во Трст, Република Италија, финансиски беше поддржано од бизнис секторот во Кочани. А позитив е доминантна, нулта и Б негатив се дефицитарни крвни групи кај виничани. Одбележан денот на крводарителството 17 март. Љупчо Стојмиров, вработен во Тондах, е новиот почесен член на листата на 100-кратни дарители од Виница. Јонче Златков и Гоце Димитров ја прошируваат групата на дарители со над 75 пати. Викендов 100-кратните рекордери, како и новите членови со над 75 пати, беа почестени по повод Светскиот ден на крводарителите. Градоначалникот Ивица Димитров им врачи пригодни поклони, а јавна благодарност искажаа и од Општинската организација на Црвениот крст Виница. Благодарници беа врачени и на фирми и институции со најголем број вработени крводарители: Тондах, полициската станица Виница, СБВ Ромеро и Средното училиште Ванчо Праќе. Инаку од Општинската организација на Црвениот крст Виница истакнуваат дека А позитив е доминантна, нулта и Б негатив се дефицитарни крвни групи кај виничани. Општинската организација на Црвен крст минатата година го заокружи третото место на националната листа на општини со најголем број собрани крвни единици, или поточно со собрани 1136 крвни единици во 16 акции, со надфрлен план од 210,8%. Следуваат информациите од спортот.
Се одигра последното коло од вториот дел во втората футсал лига, во која настапуваат екипите од Кочани. Унипап на домашен терен доживеа неочекуван пораз од Гемиџи, додека Торпедо како домаќин убедливо ја победи екипата на Овчеполе. Се одиграа надпреварите од последното коло во вториот дел од втората футсал лига на Македонија, во кое едниот од двата кочански представника не се прослави. Тешката задача да изборат што поповолен пласман во обидот да ја продолжат борбата во третиот дел не успеа да ја решат фудбалерите од екипата на Унипап. Како домаќини тие ги пречекаа Гемиџи од Велес и доживеа неочекуван пораз од 4:5. Домашните играчи први дојдоа во водство и постојано ја има иницијативата, па во еден период од првото полувреме водеа и со 4:1. Сепак, поради неискористените шанси ги стигна казната и на пауза се отиде со водство од 4:3, пошто се определија за тактика да го бранат водството. Тоа им се одмазди, па Велешани најпрвин успеа да го изравнат резултатот, а на 30 секунди пред крајот го постигна и победничкиот гол. За победата на гостите помогна и една сомнителна судиска одлука да не биде досуден фаул и пенал за Унипап, а Велешани практично без одбрана од домашните играчи го поставија конечниот резултат. Вториот представник од Кочани, тимот на Торпедо, исто така беше домаќин на Овчеполе од Свети Николе и забележа висока победа од 8:2. Со тоа го подобри бодовното салдо за натамошниот тек на правенството. Иако се најавуваше дека со одигрувањето на ова коло ќе се комплетира вториот дел од првенството и дека продолжението ќе се игра според Бергеровиот систем, сепак донесена е поинаква одлука. Наместо завлегување во повисок ранг да се борат само првите 4 екипи, овозможено е да учествуваат сите, односно да се игра комплетен трет круг. Ова значи дополнителна шанса за нашите представници да го поправат досегашниот учинок и да се обидат да се вмешаат во борбата за врвот. Одиграни надпреварите од првенството на првата македонска пингпонгарска лига. Пингпонгарите на Кочани во 8-то коло ја совладаа екипата на Дебар Мало. Во 9-то коло по низа неизвестности загубија од Телеком Нец. Со турнирските надпревари од 8-то и 9-то коло продолжи првенството во првата македонска пингпонгарска лига. Пингпонгарите на Кочани во 8-то коло лесно ја совладаа екипата на Дебар Мало со 4:0, но во 9-то коло по доста неизвестности загубија од Телеком Нец со 3:4. Токму надпреварот со Телеком Нец го коментираа кочанските пингпонгари по враќањето дома. Имено во последниот решавачки надпревар Христоф Лямов, при резултатот 2:2 во сетови и 6:4 за Христоф, на негов сервис противникот погрешил и наместо кочанскиот надпреварувач да поведе со 7:4, Лямов викнал Нец, што судиите го прифатиле. По оваа неправда настанала тензична атмосфера, пошто Христоф изнервиран, без никаква концентрација, го продолжил надпреварот кој Лямов го добил со 11:6 и конечни 3:2 во сетови. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.